Вечен и убав ден во гостиварска Горна Бањица. Денешниот празник, Павлов ден, во црквата Свети Петар и Павле, беше прославен со црковно-народен собир. Овој храм традиционално секоја година на денешен датум ги собира православните верници од Гостивар и Гостиварско на заедничко чествување. За црковниот одбор Павлов ден е голем и значаен настан на чија организација членовите целосно се посветуваат. Секоја година даваме пијалоци, јадење, се спрема и да луѓе многу. Се врши служба од страна на свештено лице од попот. И секоја година се прави на истиот ден. Кога е мрсно денот, се дава мрсно јадење. Кога е постно, се дава постно гравче со риба. Ние како црковни го организираме самите, го организираме, го припремаме. Ние си го даваме тоа, кумот дава само панаџија, пченица и вино. Но овој ден кому му е волја, секој е слободно, за секој е слободно влезот во црквата. Секој добронамерен човек е добро примен тука. Ќе се нагости, ќе се наруча и ќе си замине. Топлото време не ги спречи гостиварци и годинава да бидат дел од традиционалната прослава на Павлов ден во Горна Бањица. Верниците дојдоа во голем број, запалија свеќи и се помолија за здравје и мир. Во храмот најпрво беше отслужена света литургија од страна на свештенослужители од Гостиварското архиерејско наместништво, а потоа се изврши чинот на осветување и режење на славската погача. Вселенија, учителиње, владико се молите, мир вселенај даровати, и душам нашим ли умило. О Господи, јави си нам благословен гради во имја Господне. О Господи, јави се нам благословен гради во имја Господне. Господи, ова бескана жртва за здравје и спасение, спомни си, Господи, кумовите. Трудејќи се да ја задржи традицијата и да го направи местото подостапно, побезбедно и попријатно за граѓаните, црковниот одбор постојано работи на одржување и обнова на црквата и околното место. Зафати многу имаме година направено, имаме каманарија направено, имаме оградата со зид, камен и со мрежа. Околу е направено со зидано. Па негде околу 300 километара има зидано зид. Верскиот празник Павлов ден се паѓа на вториот ден од завршувањето на Петровденскиот пост. Овој ден е всушност собор на 12 апостоли. Апостол Павле во христијанската религија е еден од најважните светци во проповедањето и распространувањето на верата. Тој е особено значаен за Македонија со оглед на тоа што првата посета на Европа ја направил всушност во нашата земја. Тука го ширел христијанството и учењето на Исус Христос. Денес имен ден слават оние кои го носат името Павле, Пајо, Павлина.